Еднаш реков, еднаш неодамна, дека како напредува и како се станува се попаметна и попаметна вештачката интелигенција, до тогаш природната или човечката интелигенција станува се поглупава и поглупава, односно опаѓа. Еден голем доказ за мене неверојатно како е можно толку да спобудалат луѓево, веројатно сте слушнале во изминатиот период компанијата, како се викаше, мислам Singularity Group се викаше, развила една апликација, значи еден софтвер, кој што се вика Ask Jesus, или некои го нарекуваат Исус АИ, односно вештачка интелигенција, и конкретно вели програм на вештачката интелигенција кој што глуми дека е Исус, и ако сакате сега да го прашате Исуса нешто, треба да отидете на таа апликација и да поставите прашање, и вештачката интелигенција која што се представува дека она е Исус, значи софтверот се представува дека он е Исус, ви дава одговори на секакви прашања, и духовни, и религиски, теолошки и обични, било какви секојдневни потреби во животот, и се вели, неверојатно за мене, дека илјадници заблудени млади луѓе почнале да ја користат оваа апликација. Неверојатно. Неверојатно. Да се подсетиме, ова не подсетува на нешто. На што не подсетува? Да отвориме пак Матеј, 24 глава. Главата која што првпат ја читав летото 91 година, кога првпат ја читав, тогаш се роди верата во моето срце. Дури кога ја читав таа глава, и во таа глава го препознав времето во кое што јас живеев. А колку е тоа по-очигледно денес, колку се знаците на времето денес повеќе исполнети од тогаш, тоа е чудо нешто. Матеј 24 глава, се подсетиме, најмногу што Исус кажува, кога го кажува ова свое пророштво, најмногу што повторува е внимавајте да не ве излаже некој. И сега ќе го прочитаме специфично ќе го прочитаме ова предупредување во 23 стих. Предходно 22-иот, иако не се скратат оние дни, никој не би се спасил, но заради избраните ќе се скратат тие дни, значи се зборува, контекстот е последното време. И 23-иот, тогаш ако ви каже некој, што? Еве овде е Христос, или таму е, не верувајте. Случајте овде, еве во Скопје, еве во Солун, еве во Њујорк се појавил, еве во Шангај, во Сиднеј. Кога ќе слушнете такви работи, пазите, тоа ќе се зборуват вакви работи. Ќе дојде време кога проституираните медиуми ќе трубат вакви работи. Христос дојде. Христос се појави. Што треба да правиме ние? Христос се појави во Њујорк, во Париз.
Не верувајте. 26 стих. И така ако ви речат, ете тој е во пустината. Значи, на некоја конкретна локација ќе се рече. Не излегувајте. Или ете во тајна соба е, значи таму и таму адреса, не верувајте. Замисли, ќе се пренесуваат гласини во тој и тој град, на таа и таа улица, број, таму Христос моментално се наоѓа и таму ќе прима странки кој за шо сака, за исцеление најмногу, за неизлечиви болести, за оно што ниту сегашнава медицина не може да даде чаре и лек. И замислите кога ќе се кажуваат такви работи, дали ќе има редица народ на таа улица, на таа адреса? И јас мислам дека партизански одреди цел булевар ќе биде тесен. Тоа ќе има редица народ за кај Исус. Наместо тоа, денес има нешто полесно. Апликација. Софтвер. Значи, ние би можеле да речеме, наместо ете во пустина, ете во тајна соба, ете овде е Христос или таму е, ние може да го дополниме, и ако ви речат, ете на интернет е Христос, ете во апликацијата е Христос, не верувајте. Па зарем имаше потреба да се даде такво предупредување? Па зарем има потреба да речеме не верувајте? За жал има. Денес илјадници прелажани навистина мислат дека имаат работа со Исус кога ја користат оваа апликација. Чудо нешто. Ненормална работа. Кога сме веќе кај Матеј 24 глава, би сакал да ве подсетам на еден стих, кој што не го цитирав во контекст на темата за јубилеот, но го цитирав во контекст на една друга тема, ако се сеќавате, последната генерација, што ја имав насловено. Тоа беше саботата 20 мај, кога се крштаваше Рајна, таа сабота и Персиниот роден ден која беше. Тогаш имав таа тема, пошто и сега седите заедно, затоа ви споменав. Последната генерација. Се сеќавате кој стих тогаш го цитирав? Матеј 24 глава, 34-тиот. Би сакал да го прочитам уште еднаш. И зошто го читам? Вистина, вистина ви велам. Значи, откако раскажа се предходно во врска со знаците на времето, вистина, вистина ви велам, овој превод вели, нема да мине овој род додека сето тоа не се исполни. А што вели оригиналот и како точно требаше да се преведе? Кај што прочитавме во некои други преводи, прочитавме точно преведено како е. Како? Генерација. И имаше еден превод, не се сеќавам кој, ова поколение. А генерација е латински. Ова поколение. Христос мисли на конкретна генерација на вистина. А после тоа го поврзав со Израел, ако се сеќавате. И тогашен Израел
Значи, од кога Христос беше на земјата, до разорнувањето на Јерусалим беше иста генерација. А потоа, како пресликав тоа на денешно време, откако постои денешниот Израел, и го постави како прашање, дали до Христа, до Христовото доаѓање, ќе биде иста генерација, бидејќи се уште имаме живи луѓе кои што се постари од денешниот Израел, кои што се родени пред мај 48 година. Сега, овие зборови сакам да ги искористам за друго, во друг контекст. Кога Исус рече, нема да помине оваа генерација, нема да помине ова поколение додека сето тоа не се исполни. Дали бил во право? А веднаш после тоа вели, вистина ви велам, нема да тоа го почитавме, небото и земјата ќе поминат, но зборовите мои нема да поминат. Дали Христос бил во право? Да. Бидејќи на вистина, не поминало повеќе од една генерација, кога сето она што го кажа за разорнувањето на Јерусалим, за разорнувањето на храмот од римските војски, сето тоа се исполни. Така. Но, дали во оваа глава Христос зборувал само за разорнувањето на Јерусалим? Дали само за тоа се кажани знаците на времето, за тој настан? Не, и за крајот. Христос зборува, што поставија учениците, кое прашање? Кажи ни, Господи, кога ќе биде тоа, кое? Разорнувањето на храмот и на градот, и кои се знаците за Твоето доаѓање и крајот на светот. Сега, да не должам премногу, Христос му било поставено, некои велат, две прашања во едно. Во главата на учениците не биле две прашања. Во главата нивна тоа било едно прашање. Зошто? Затоа што тие мислеле дека тогаш, кога Јерусалим ќе биде разорнат, кога овој храм ќе биде разорнат, па тоа може да биде само последното време, кога Господ повторно ќе дојде. И Христовиот одговор е така даден, како што сведочи и овој текст, нема да мине ова поколение, ова генерација. Значи, така е даден што ги комбинира и знаците на неговото второ доаѓање со знаците за разорнувањето на Ерусалим во првиот век и храмот. Еднаш порано зборував на оваа тема опширно, сега некам да должам, само ќе кажам дека да, постоела можност, ако Израел го прифатеше Месија, постоела можност тогаш, уште во првиот век, да завршеше целата историја на светот. И сега, 70-та година, да ве подсетам, е година, според Ерусалимскиот Талмуд, после саботна. 70-та година беше година после саботна. Значи, 69-та беше саботна година. И тоа се совпаѓа со 27-та, како саботна година, годината на Христовото крштевање. Тоа се совпаѓа со 457-ма, од каде што почнавме да ги броиме Даниловите 70 седмици. Тоа се совпаѓа со 331-та, кога Александар Македонски ги ослободил евреите од данок, затоа што тоа било саботна година, или 37-та пред Христа, кога Ирод го освојувал Ерусалим, и така натаму. Го споменавме и Ирод Агрипа, кога јавно се читал законот 41-та година
од новата ера, бидејќи тоа било исто саботна година. Значи, сето тоа се совпаѓа со 69-та како саботна година. А 70-та е година после саботна. Дали ако 70-та година од првиот век, која што де факто беше само година на разорнување на Ерусалим и на храмот од страна на римските легии, ако таа година беше година на Христовото доаѓање, значи како што мислеа учениците, дека храмот ќе биде разорнат само тогаш кога ќе биде крај на времето, кога Христос ќе дојде. Затоа така му го поставиле прашањето. Воедно, кога ќе биде тоа и кој е знакот на твоето доаѓање и крајот на светот. Ако 70-та година беше година на второто Христово доаѓање, како што мисле учениците, дали тоа ќе беше во јубилејна година? Да, бидејќи 70-та година беше навистина година после саботна, или како што ја ги нарекував, неделна година. Како што е денешнава. 2023 е неделна година. Зошто? Бидејќи минатата беше 22 беше последната саботна година. Според истиот распоред, од 457 пред Христа до денес. Која беше следната саботна година? 22 ланија која беше саботна година. Која е следната саботна година? 29. Која е следната неделна година според тоа? Година после саботна? 2030-та. Сега, замислете сега една ваква пресметка да направиме. Гледам дека ви се спие, затоа ќе го активираме сега умот, вашата природна апликација за сметање. Но, се сеќавате на алгоритмот за сметање, ќе се подсетите. Ако 70-та, ако велам, бидејќи ние не знаеме со сигурност дали, но ако 70-та година била јубилејна од првиот век, тогаш на која денешна година од наше време би одговарало тоа како за јубилејна година? 70-та година ако е јубилејна, како беше алгоритмот? 1000 години подоцна? 1000 и... се сеќавате како беше? 980 години по 1000 минус 20. Значи, 70-та од првиот век, 1000 години подоцна? 1050-та, 2000 години подоцна? 2030-та! 2030-та! Која што мнозина веќе одамна ја сметаат како година на Христовото доаѓање. Да, според Берешитот така. Само тогаш брат Никола не ја доврши таа тема од катедра. Да, ја најави, но не ја доврши. Ако ги гледате видеата, значи до крај, сите делови на Берешит темата на YouTube, тие истите автори на тие видеа завршуваат со 2030 година и тие сметаат дека овие 7 години од денес, од 23 до 30 се последните 7 години или последната седмица од Даниловото пророштво. Гледаме дека 30-та година би одговарала за јубилејна ако 70-та година од првиот век била таква. Но дали можеме со сигурност да го тврдиме тоа? Се разбира не. Но има една друга причина зашто ги кажувам овие бројки.
И да одговориме уште на ова прашање и брзо ќе завршиме, ви ветувам. Ако 573-та пред Христа, се сеќавате на неа, според Езекијел 40 глава, првиот стих, ако 573-та беше јубилејна година, беше ли не беше? Од кај знаеме? Што не штима? 573 година, дали одговора на ова шема или на оваа низа, што ја споменавме од 457, значи за саботните години, од 457 пред Христа до 2022 до лани. Имаме една те иста, историски верификувана, потврдена со многу историски сведоштва, една низа на саботни години. Првите 69 седумки допираат до 27-та, почетокот на Христовата јавна служба, кога Христос бил помазан, и како што и гласеше пророштвото, до помазаникот. 27-ма беше саботна година, па рековме 34-та, 41-та, 69-та, и така натаму до лани 2022. Тоа е една те иста историска низа на саботни години. Дали 573-та одговора на таа низа? Значи, ако 573-та била јубилејна, тогаш предходната, 574-та, требало да биде саботна. Така? Предходната. И па ајде, да сметаме. 574-та дека е саботна. 100 години подоцна, 470 574 или 98 години подоцна, 100 минус 2, 476. Така? 574, 476. Така? Ако 476 е саботна, сега следната саботна, 7 години подоцна, 469, потоа 462, потоа а која, од каде ги почнувавме 77-ки? 57. 455-та, значи гледаме дека 573-та, само Љубица, Иван и Владче го открие тоа уште минатиот месец. Другите не сметавте. Сметаше ли некој друг? Зошто не го користевте природната апликација? Да, иштиот ден уште пред вечерта. И брат Данил рече, јас очекував бомба. Бомбата се уште не е експлодирала, замислите. До ден денес, до 8 јули. Значи, 573-та не одговара на оваа низа после Вавилонското робство. На саботни години и можни јубилејни години. Повторно свири некој внатре или надвор? Надвор, добро.
Но, Вавилонскиот Талмуд тврди дека таа година навистина била јубилејна година. Дори тврди дека таа година што ја споменува Езекијел во 40 глава, првиот стих, била 17-тиот јубилеј од времето кога во времето на Исус Навин, после Мојсеја, Израел влегол во ветената земја и почнале да ги бројат и саботните и јубилејните години. Епа, што е проблемот? Како може да била? Се разбра, ниту Вавилонскиот, ниту Ерусалимскиот Талмуд не ги сметаме за непогрешливи извори на информации, за богодахновени книги. Но, едноставно, 573 година била јубилејна година според она сметање кое што важало пред Вавилонското робство. И разбирате разликата. Значи, од Мојсеј до Вавилонското робство имало различна низа на саботни и јубилејни години. А после Вавилонското робство, 457 година, почнува нова серија, нова низа на саботни години, која што нема врска со тие претходните. И сега откривме уште една променлива, за да разбереме која е јубилејната година во наше време, која би била најблиската јубилејна година во наше време. Откривме уште една променлива на која што не внимаваат. До сега откривме многу променливи, а тоа значи многу произволности, за некој да тврди, 2027 или 2030 ли ќе биде јубилејната година, односно ќе дојде Христос тогаш. Видовме за 2030-та има некоја основа, но немаме сигурност. Има основа, но нема сигурност. Никој не смее тоа со сигурност да го тврди. Плюс рековме во 4-тиот дел, пред 3 саботи, ако не се лажам, дека кога Елена Вајд вели тогаш започна јубилејот, мисли на што? 1000 години, милениумот. Па сега, дали Исус ќе дојде баш во годината кога ќе почне милениумот, или може и подоцна, тоа е дискутабилно. Може да се тврди врз база на контекстот на незиниот цитат, дека тука тоа треба да биде бргут веднаш истата година, и крајот и второто Христово доаѓање, но и не мора да значи. Не мора да значи. Немам време сега да објаснам зашто не мора тоа да значи. Значи, за да пресметаме јубилејна година во наше време, се соочуваме со многу променливи. Од каде да почнеме? Пред Вавилонското робство? Например, 573 година пред Христа. После Вавилонското робство, каде што саботите години почнуваат од 457 пред Христа, и таа серија не одговара со предходната серија. Ако, бидејќи после Вавилонското робство немало јубилејни години во Израел, Израел не бил суверена држава, секојаш бил под нечија власт, од Вавилон, Медо, Персија, Македонија, Рим. Јубилејни години најверојатно во Израел се одбележувале само пред Вавилонското робство. Не постои никаков ниту библиски, ниту историски податок за некоја година после Вавилонското робство да била јубилејна. Не постои. И сега, ако 573 година била јубилејна, според старата, првобитната серија на саботни и јубилејни години, на која денешна година тоа би одговарало?
Може да пресметаме. Ајде. Колку побрзо пресметате, толку побрзо ќе заврши проповед. Ако е, што правиме? Ајде, скокаме стотки. Скокаме векови. Рековме 475 би било во овој случај. Следниот век 377, 209, 279, 181, 181 сме сигурно, така? Што правиме сега, кога треба да преминеме во новата ера? Ајде следниот юбилеј, односно под наводници юбилеј, значи под предпоставка. Од 181-та, 49 години подоцна, 132. Добро, рековте вие веќе 83 од првиот век пред Христа. Значи, од 83-та следната е 30. Да. 34-та пред Христа. Пред Христа сме. Сега што правиме, за да преминеме во новата ера. 34-та пред Христа. Сега треба 49, што правивме? 49 минус 34 плюс 1. Заради немање нула меѓу старата и новата ера. 49 минус 34, колко е тоа? Само младите умови размислува. 49 минус 34 е 15, така? Така или не? Така е. Ме подсекате на Моника, кој ќе ми ја донесеше задачата, да проверам дали е точна. Ја кажеме, хајде ти сама да провери дали е точна. И се чуди кутрата. Сега, 15, значи добив 15, плюс 1, значи 16-та година од новата ера. Така? Сега треба да е лесно. Понатаму лесно е. Даде си лјадарки, како ќе одиме се? Од 16-та. 996-та. Така. Потоа? 1976-та. И 49 години подоцна, 2025-та. Ова беше бомбата, да. Но, зошто ја ги споменувам овие бројки? Значи, според едната шема, но не сме сигурни, 2030, и за таа шема навиваат мнозина сега. 2030. Така, според Брешитот. Други како навиваат? 2027. Што ако биде 25-та, ја тоа прашам. Видите колку е лошо да пресметуваме години на Христовото доагање. Кажахме веќе некои причини зашто е тоа лошо. Господ како прво рече да не го правиме тоа. Не ни е откриено и така натаму.
Бидејќи секогаш кога ќе поставиме некоја година, било која, за Христовото доаѓање, врз било која основа на сметање, значи било која премиса, еве да речеме 2027, еве нека биде 30, како што ја зборат мнози на Запад. Кога ќе речеме така, 2030, што исклучуваме со тоа? Кога ќе речеме Христос ќе дојде 2030, што исклучуваме со тоа? Исклучуваме можноста Христос да дојде пред тоа. И тоа е опасната стапица ѓаволска. Може Христос да дојде пред таа година? Може Христос да дојде пред 27 година? Може. Може Христос да дојде пред 25 година? Како вели една наша песна, може и вечерва. Се разбира, тоа може и вечерва, има друга конотација. Секој еден од нас може да склопи очи, да издивне уште вечерва. И повеќе не е битно кога Исус ќе дојде за таквиот, бидејќи за таквиот е веќе дојден. Сепак, значи, прво е тоа лошо. Христос може да дојде пред тоа. Не смееме да тврдиме дека Исус ќе дојде во таа година. Во ова или она. Бидејќи самиот Христос што рече? И така, бидете будни и внимавајте, бидејќи Синот човечки ќе дојде во какво време? Во време кое што не мислите, не се надевате. Го знаете тој стих? Во време кога не го очекувате, ќе дојде Синот човечки. Зошто вели ќе дојдам како крадец во ноќта? Што значи крадец? Исус ќе дојде да краде нешто? Не, туку неочекуваноста, ненадејноста ја истакнува со таа споредба, со крадецот. Што вели апостол Павле во посланието до Солуњаните, се сеќавате? И тој го споменува крадецот. Ајде да отвориме таму. И тука ќе се надоврземе со оној претходно најавен стих. Првото послание до Солуњаните, 5 глава, првиот стих. А за времењата и часовите, браќа, нема потреба да ви се пишува. Зошто? Или има потреба? За жал, во 21. век има многу потреба. И за многу работи што се подразбираат и што немало потреба, еве сега има потреба. Бидејќи вие самите многу добро знаете, што знаеле Солуњаните од првиот век, дека денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време. Ако браќата од Солун пред 2000 години го знаеле ова, ние денес го знаеме. Ќе дојде денот Господов како крадец во ноќта, или ќе дојде 2027 година, или ќе дојде 2030 година. Апостол Павле има потреба нам денес во 21. век, последната глупава генерација која што верува дека Исус е на интернет и верува многу други будалаштини, како што, особено од ковидот навака, а и прето. Има потреба за нас денес да ни се пишува ова или нема потреба?
Го знаеме. Па за жал не го знаеме. Денеска живееме во време кога се труби дека Исус ќе дојде некоја конкретна година. 27 ли, 30 ли? Треба ли јас по нивниот памет и јас сега да искочам на YouTube? Исус ќе дојде 2025 година според юбилеот, 17-тиот юбилеј од Езекил 40 глава. Јас да бидам уште еден Вилијам Милер денес, а денеска е попрофитабилно YouTube. Гледаност, со гледаност лајкови, парички, охо-хо. Но јас не сакам тоа да го направам. Јас веќе знам, слава Богу, дека е тоа будалаштина. И не сакам да заведам илјадници да веруваат во мојата будалаштина. Се смејам, иако е трагично. За жал. Но, 2030 година, уште пред да го научиме ова, благодарение на брат Никола Беришитов, од лани, значи, пролетоска првпат. Инаку, после откривме дека тие видеа од Запад беа првпат објавени 2018 година. Значи, првпат 2018 година се проповедаше Берешитот на интернет и со тоа се тврдеше дека Исус ќе дојде 2030. 2030 година глобалистите веќе ја споменува како некоја година во нивните планови. Се сеќавате? Другарот Клаус Шваб. До 2030 година нема да поседувате ништо, значи светски кинески комунизам, и ќе бидете среќни. Ама сега, да ве подсетам вас постарите, а јас и Борче кој ше бевме деца тогаш. И Зорица, например. И Андреј. Оно што ние го се сеќаваме како среќа во југословенскиот социјализам, тоа не е тоа. Ова што доаѓа не е тоа. Значи, Југославија беше, благодарение на Тито, една многу либерална, една многу... Тоа беше, како што ми вели сестра Лидија, бугарите ја вика малата Америка. Бугарите беа заљубени во Југославија. Камо они да живееле во нашиот југословенски социјализам. Бидејќи нивниот советски не беше тоа. Тука можеше и фармерки да носиш, и кока-кола да пиеш. Американски филмови да гледаш. Све беше дозволено. Само не смеш да го пцуеш ти, тоа се разбира. А и дали е тоа поубаво? Убаво ли? Се разбира не. Дали ни фали таква слобода? Дали би ни фалела слободата да ги пцуеме политичарите? Па секако не е, бидејќи какви год да биле тие, не биле цвеќе за мирисање, ама беа авторитетни луѓе. Како што и Путин не е цвеќе за мирисање, ама никаде во ниту еден западен печат нема да најдете карикатура на Путин. Карикатура, кај што се исмејува. Зошто? Па тоа зависи од карактерот. Значи, не е исто Тито и овие денешни битанги. Исто е? Не е исто. Така. Но не само тоа, значи, самите водачи влева авторитет. Имаше, да, пропагандата, перењето мозок, сето тоа, да. Меѓутоа имаше и авторитет. Овие имаат авторитет?
ова што сега го спремаат ќе биде како бугарскиот, романскиот, албанскиот, може би како албанскиот ќе биде, Евер Ходжа, а не како социализмот на Титославијата, како што ја нарекуваше еден мој сега покоен сосед во Топанско поле, Титославија. Значи, 2030-та глобалистите си ја маркираат како некој нивен рок, како некој нивен план за нешто, и таа се совпаѓа со една наша пресметка за јубилејните години. 25-та година, пак, која што е многу поблиска, се совпаѓа со нешто друго. Дали знаете што планираше глобализмот за 2025 година? Ова може би не беше толку познато, така, објавувано, како за 30-та, но за 2025 година се планира еден голем настан. За тој настан, читаме во третиот стих, првите два од Првословјаните 5 глава, првите два ги прочитавме. А за времењата и часовите, браќа, нема потреба да ви се пишува, бидејќи вие самите многу добро знаете, денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време, и сега третиот стих. И додека уште велат мир, или некои преводи велат кога ќе речат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст и не ќе можат да избегнат. И четвртиот стих, но вие, браќа, не сте во темнина, та денот да може да ве затече како крадец. Интересно да се размислува и на оваа тема. Зошто верните нема да бидат затечени како од крадец? Затоа што знаат однапред во која година ќе дојде? А, не. Што рече Исус? Значи, кога домаќинот однапред ќе знае кога би дошол крадецот, ќе се подготвил, така. Но, ниту добрите, ниту лошите слуги не знаат однапред кога ќе дојде Господарот. А што прави лошиот во Христовата парабола? Лошиот слуга е оно што ќе си рече во своето срце, мојот Господар уште долго нема да дојде. Па ќе почне да ги тепа своите другари, да се развратува, да се пијанчи, да лумпува и така натаму. Така вели, нели? Сега ова, мојот Господар уште долго нема да дојде, може да се примени на сите оние што поставуваат датуми и години за Христовото доаѓање? Да. Бидејќи ако верувам дека Исус ќе дојде 27-та година, што значи тоа? Дека мојот Господар уште за 4 години, од сега сметано, значи за 4 години се уште нема да дојде. Има време. Ако е 30-та, значи мојот Господар уште за 7 години од сега нема да дојде. Дори ако е 25-та, мојот Господар уште за 2 години нема да дојде. Сето тоа спаѓа во профилот на лошиот слуга во Христовата парабола. А кој е добриот слуга? Значи, добриот слуга не е оној што однапред знае кога ќе дојде неговиот Господ. Бидејќи тоа, оние што мислат дека знаат, тие се лоши слуги. Си имаат некоја година и исто како да велат, до тогаш мојот Господ нема да дојде. Добриот слуга е оној што е секогаш спремен. Затоа нема да биде затечен. Според 4-тиот стих тук. Он е секогаш спремен. Кога и год да дојде неговиот Господар, вели Исус, ќе го затече како? Каков? Со уреден дом. Исчистен дом.
се однесува на душата, на телото, срцето. И во било кое време, и во било која ноќна стража вели да дојде, ќе го затече. Господарот кога и год да дојде, на полнок да дојде, 3 сат после полнок, взори, кога год да дојде, ќе го затече да постапува. Слугата секојаш ќе биде подготвен за својот Господ. Замислете, господарот се враќа дома, да речеме 2 сат после полнок. И слугите место да го пречекаат, да чекаат кога ќе се дојде господарот, за да го послужат, и ги наоѓа мртов, пијан. Не можеш да го разбудиш, а камоли па сега да биде спремен да те послужи, кога ќе се вратиш уморен. Тоа е параболата. А на што се однесува според Христовите зборови? 25-та година имате стари Библии кај што се на крајот, каде што се наоѓа списокот на години кога се паѓа Великден. 25-та година е следната година кога ќе се поклопат, ќе се совпаднат католичкиот и православниот Великден. Значи не следниот, туку после тоа. Вториот следен Великден. И не од сега, уште од одамна, глобалистите и римскиот архиеретик и неговиот брат по ерес, Истанбулскиот архиеретик и целата глобална мафија на која што и двајцата им и служат, планираат една гала представа за 2025 година. Која? Официјално обединување на православната и католичката црква. И протестанти, се разбира. И официјално нов календар, каде што и секоја наредна година Великден ќе се празнува заедно на ист датум. Дали тогаш, ако го постигнат тоа, дали тогаш ќе речат мир и безбедност? Замислете да дојде ден кога и Русија и Америка ќе бидат на иста страна, на страната на зверот. Не дека сега не се, меѓутоа, според медиумската слика, нели? Според она што ни се прикажува, не се. Сега се непријатели. Ако се врати па Трампот на власт, може би и со Кина ќе се спукаат околу Тајван, ќе видиме. Сето тоа ако Господ реши да го одложи време, да ги расипе овие нивни планови и да го одложи. Но интересно е, и 25-та и 30-та година се години зацртани во нивните ѓаволските планови. Прашањето е дали Господ ќе дозволи. Значи, прашањето сега не е сега ние да се занимаваме дали Исус ќе дојде 25-та или ќе дојде 27-та или ќе дојде 30-та. Значи, тоа е неразумно. Но за нас треба овие години, кои што се совпаѓаат со некои пресметки што ги направивме, 25 и 30 конкретно, да ги гледаме како можности, ако Господ дозволи, ако сега им дозволи на ѓаволите да ги исполнат своите планови како што тие ги зацртале, дали сме ние спремни за тоа? Со други зборови, не треба да чекаме 25-та. 24-та година, укинување на парите. Тоа е нивен план. Дали сме спремни за тоа?
Дали е можно, ако 24-та година ги укинат парите, дали е можно 25-та година да биде крај на свет? Можно. Дали со сигурност? Не. Далеко. Не се занимаваме со пресметување, туку овие години кои што ги пресметавме ние, а поврзани со плановите на непријателот, што веќе самиот ги објавил во врска со истите тие години, нас треба да ни биде сигнал за нешто. Зашто? Дали сме подготвени? Дали сме спремни за новата пандемија? Повторно да се спротивставиме во името Господово? Повторно да победиме? Или тогаш ќе попуштиме и ќе примиме боцка? Дали сме спремни кога ќе ги укинат парите? Значи, 25-та и 30-та година, јас ги гледам некако години на второто Христово доаѓање. Туку како некои временски станици, како да речам, така да се изразам. Значи, патуваш од Скопје до Солун со воз, например, и имаш станици. Велес, Градско, Неготино, Гевгелија. Да, овие наши. Германските, се сеќавам, кога пишуваше дека на таа и таа станица, пишуваше на распоредот, во толку и толку, во таа минута ќе биде таму. И на секоја станица кај што застануваше германскиот воз. А патував од Франкфурт 100 километри на север. На секоја станица, на секоја селце, ако пишува таа минута, кога застануваше таму, гледав на часовник, таа минута. Таа минута, таа минута. Ама германец, да. Дваесет и петата ја гледам како време, и 24-та, нели, самите тие најавуваат, ке ги укинат парите. Ги гледам како временски станици. Ако Господ дозволи да ги реализираат ѓаволиве своите планови за овие споменати години, дали сме спремни? Бидејќи ако Господ ги растори нивните планови за 24-та и 25-та година, тоа се нивни планови, не наши, тоаш која е следната временска станица? Тогаш е 30-та. Не значи дека Господ нема да дојде помеѓу во тој интервал, помеѓу 25-та и 30-та, туку тоа се нивните планови. Тие си планираат нешто за 24-та, за 25-та, за 2030 година. Тие си планираат нешто. Ако Господ реши да го одложи, да им ги растори плановите, ние добиваме многу години милост. Но прашањето е, што ако Господ им дозволи, дали сме спремни? Што ако 25-та според нивните планови се исполни тоа што го сакаат и го планираат? Ако тогаш речат мир, светот се обедини, единствена светска валута, сите 10 рога здушно обединати, и Русија, и Кина, и БРИКС, МИКС, и НАТО, сите едно. Една мисла имаат и ке им ја со таа една мисла, во таа своја едномисленост, сета своја власт ке му ја предадат на зверот. Откровение 17 глава. Дали сме спремни тоа да се случи сега, кога ни предстои средината на ова деценија? Нека Господ ни се смилува, нека ни даде сила и благодат да се подготвиме. Нему нека му е фала и слава. Амин.